Дали е грешен впечатокот на јавноста кој ќе каже дека политичарите се грижат само за себе? Зошто најтивки сте кога ќе се зголема за 78% платите, кога ќе се донесе таква одлука? Најтивки сте кога треба да се финансираат партии. Тогаш зборуваме за едни баснословни суми, високи суми. Зборуваме 78%, не знам дали некој работник во Македонија некогаш добил покачена плата. Реално да зборувам. Вие бевте дел од таа влада. Тоа беше одлука на Уставен суд како институција. Можете да ги намалите квотите. Сметам дека не е проблем кај граѓаните, не предизвикува револт висината на платите што е толкава, туку заради тоа што граѓаните немаат можност за толкави суми. Затоа кажам дека треба да предлагаме решенија со кои што повеќе средства ќе се вратат назад во џебот на граѓаните. Се буневте вие поради покачувањето 78% на плати? Не памтам. Не, јас единствено кажав дека ќе го почекаме предлогот да видиме системско решавање како на сите да им растат сразмерно платите во државата. Сега дали мене ми одговарало или не ми одговарало и дали со тоа сака да се прави помпа или не сака, јас кажувам како биле работите. Чекаме системско решение на тоа како да се направи системски пораст на сите сразмерно на платите без никој да остане дискриминиран. Значи, но немате за намалување на коефициентот на плати. Да заклучам. Тоа да не го чепкаме. Служни попови во петок мрсат. Вие наведувате на нешто што не сакате мене да ме слушнете, но сакате постојано да наведете нешто. Дали треба да се намалат плати? Раст на но да не се намалат платите на функционерите. Не дискриминирам, јас не дискриминирам никого. Да, не. И немаме тука наметнување. Не дискриминирам никого. Сите работат за плата.